Каде е оно неранимајко, да му го видам суратот? Што е, Мажу? Што си толку наутен? Сега се враќам од родителскиот состанок и... Ајде, пофали се дека Васко е најдобриот ученик во 4-1. Полош нема од него, накрцкал 5 единици и е шампион, ама по незнаење. Не е можно, се шегуваш. Ми пропадна авторитетот кај пријателите, тако срам, не сум доживеал откако знам за себе. Леле, Васко, леле, црни синко, зарем е ова вистина? Не, ова ме замениле со некој друг. Крени ја главата, соме еден, изини, зашто ќе те претворам во плескавица. Така и му треба, не учи. По цел ден игра топка и гледа секакви филмови на телевизија. Ова е вистинска драма. Повеќе личи на криминален филм, поголем дудук од вас кој нема во училиштето. Се срамам од ваков мрзлив брат. Ми се смеат со него сите мои другарки. Значи така, сега што те речеш на село ова, сине? Што да речам? Ветувам дека ќе се поправам и ќе учам. Немој да си се обидел да не лажеш, зашто самиот се лажеш. Мамо, тато, утре имам фудбалски надпревар, а Васко е голгитер на 4-1. Од денес сите фудбалски надпревари се укинати и нема повеќе гледање телевизија, јасно? Во право е, татко ти, сине. Ние сакаме со тебе да се гордееме, да се пофалиме пред роднините, пред пријателите. Исто така, за него е забрането секакво гледање цртани и други филмови на телевизија. А стрипчињата што ги чита дома и на часови, сите пари ги дава за стрипови. Од сега ако те видам дека си купил некој стрип или дека го чисташ, ушите ќе ти ги истегам како на магаре, така да знаеш. Добро дете во не ни е глупо или глупаво, самиот рече дека ќе се поправи. Засрами се, синко, земи ја книгата во раце и гледа да бидеш добар ученик, ветуваш. Ветувам тато, ветувам мамо, не грижете се. Самиот сум виновен за слабиот успех. Ме радува што ја призна твојата грешка. Учењето е твоја основна задача. Запомни го тоа за цел живот. Се надевам дека друг пат нема да не доведеш во ваква непријатна ситуација. Занесов со фудбалот и со некои други глупости. Ќе ви докажам на дело. Леле, Васко, ако станеш повторно одличен, јас ќе бидам најсрекната сестра на светот. А јас најсрекниот татко на светот. Се разбира дека за мајката нема поголема гордост од одличен успех. Ајде сега да ручаме и да заборавиме на оваа непријатна случка.